исклучување на корупцијата ја донесе новата 5-годишна национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси и согласно законот ја доставивме денеска до собранието и лично јас го председателот на собранието во насока на нејзино усвојување. Согласно законот стратегијата стапува во сила по усвојување од страна на собранието. Самата стратегија е изготвена во целосно инклузивен и партиципативен процес со целосна транспарентност, учество на голем број државни институции, медиуми, невладен сектор, експерти и со поддршка од меѓународните партнери. Оттаму очекуваме, онај кој сможен рок и собранието да ја разгледа и усвои и сите да се заложиме за нејзино имплементирање. Самата стратегија е стратешки документ кој е суштински одговор на корупцијата, односно на ризиците од корупција во наредниот 5-годишен период. Ќе доставам до пратениците и се радам дека во најбрз можен рок тој согласно деловникот ќе биде на пленарна седница и ќе биде усвоена, како што кажа и председателот на државна комисија. Се надеваме на имплементација која зависи од сите фактори во државата. Опфаќа 7 сектори, 2 хоризонтални области и 5 сектори. Хоризонталните области се јавни набавки и надзор над спроведување на законите, додека секторите опфаќаат 5 сектори, меѓу кои правосудство, здравство, урбанизам и просторно планирање, животна средина, енергетика и природни ресурси и кој го заборев уште еден? И транспорт и инфраструктурни објекти. Чини негде околу 3,5 милиони евра, што според нас е многу ниско нешто што треба да даде државата, од друга страна што може да добие со имплементацијата на